Седмо одделение екстерно тестирање 2014-2015 година, прашање број 150 до 155. 151 прашање. Дропката 16/36 може да се скрати со бројот 4. Ако не можеме тоа напамет да го видиме, таа може да се скрати и со 2. Не верувам дека ќе ви понудат точен одговор 2, ако мислат да ја запишеме како нескратлива дропка. Ако има одговор 2 понудена, нема 4, го закружувате 2. Иначе треба да бараме на ЗД за 16/36. 152. Колку изнесува хикс во равенката? 40, а сега именител 5. Значи, таа дропка се проширила со бројот 8. 8 по 5 е 40. 8 по 3, значи хикс е 24. 153. Колку изнесува 25% од 200? Зборчето од го заменуваме со множење. 25% е 25 врз 100 по 200, се крати со 100, останува 2 по 25, тоа е 50. 154 прашање. За која вредност на хикс дропките, овие две дропки ќе бидат еднакви? Ќе бидат еднакви ако имаме производ на 36 по 2 да е еднаков на 9 по хикс. Или бројител 9, а сега бројител 36. Значи 9 е, ова дропка е проширена со бројот 4. По 2, 8. Треба се добие 8. 155. Легендарно прашање. Еве зошто. Од кој број 5% е 72? 5% е 5 врз 100. Од кој број? Од, заменуваме со множење, од хикс е 72. 5 и 100 ги скратив во видеото, ова видео веќе беше објавено и имаше 13 посети. Се извинувам поради грешката. 5 и 100 сум ги кратил со 5, овде ми останал 1, а овде ми останал 24. Тоа е грешка, не да се вадам, меѓутоа сум бил преуморен. Се кратат со 5, во бројител 1, во именител 20. Непознат множител се определува кога производот ќе се подели со познатиот, значи хикс ќе биде еднакво на 72 поделено на 1/20, тоа делење со дропката ќе замениме со множење, реципрочно на 1/20 е 20, па ќе имам хикс еднакво на 72 по 20, а тоа е 1440. Уште еднаш се извинувам и за секоја евентуална грешка ќе ве молам да исконтактира.